Ако ве прашам сега, дали се сеќавате каква серија почнавме таму во почетокот на март, сигурно тешко дека некој ќе се сети, значи пред да почне кризата. Зборувавме, едната тема ни беше, значи две теми поминавме, ова ќе му дојде како трета. Едната ни беше опасност од занемарување, врз база на оној стих во Евреите 2.3. Па да се подсетиме на почеток. Евреите 2 глава 3 стих. Како ќе избегаме ние на казната, на отплатата, вели? Освен ако занемариме толкаво големо спасение кое почна со Господовото проповедање, ако е потврдено на нас од оние кои го чуле. Можеме ли, тоа зборувавме, можеме ли да го занемариме толкавото големо спасение? Ова се на некој начин чекори кои што водат кон одвојување од Бога, односно отфрлање на Бога. И прв чекор е занемарувањето, но не застанува тука. Замисли се, ете, луѓето занемаруваат толку голем дар. Дар, поклон, кој што бесплатно ни се дава. Вели духот на пророштвото, за откупот на човекот Господ го даде најголемиот дар, што може небото да го даде. И ако ние го занемариме, значи тој дар, спасението, небото нема што повеќе да стори за нас. И навистина, тоа е Бог, ја почитува слободната волја до крај. Ако ние го одбиеме понудениот дар, или го занемариме, што? Не може он со сила да ни го бута во раце. Господ не е таков. Но, како што реков, овде не застанува се. Потоа зборувавме за опасноста од неверие, врз основа на стихот во Евреите 3 глава, последниот стих од таа глава, зборувајќи за евреите кои што цела една генерација ги положија своите животи во пустината и гледаме дека не можеа да влезат поради неверието. Неверието како голем проблем, кој што следи после занемарувањето. И ова вечер, во престанатите минути, ќе зборуваме за опасноста од стагнација, ама не би рекол дека е тоа правилниот збор, затоа што христијаниот или расте, или умира. Не може да стагнира, не може да стои во место. Значи, опасност од нерастење, од неразвивање, да го кажеме така некако. Ако ја прашам, ама ако сме самокритични и реални кон самите себе, може би подобро може да каже тој другиот до нас. Која промена ја гледаме кај себе во однос на тоа што сме биле пред 20 години и сега? Ја верувам дека горе-долу сите сме тука негде. Добро, може би некој не е 20 години верник, ама повеќето. Каков сум бил пред 20 години, за мене може би некој друг од вас подобро ќе каже, обично тоа е така. Дали сме мрднале од место? Океј, значи ја некојаш дури се разочарувам вака кога ќе земам да размислувам и, знаете, најчисто тоа е човечка слабост, размислуваш за другите, па на крај за себе. И ќе речеш, овој, таков е од како го знам. Тој или таа, истата е, така, и тогаш правиш и сега е така, дури бетер некојаш. И може би не сум доволно реален во тоа, затоа што обично ние ги, знаете, она што највеќе се гледа кај некого, тоа се оние најистакнати слабости, кои што најтешко се победуваат. Тоа може би највеќе се гледа. Меѓутоа, дали некој расте, не можем јас тоа баш да го кажам, тоа Господ знае, кој колку пораснал и дали расте. А
Тоа што тешко се остава, тоа тешко се остава. Наистина, јас имам некоја слабост, која што може би, 20 години ја влечам, некој од вас има исто така слабост, која што ја влече подолго време и тоа тешко се остава. Со Божја помош може, нормално, меѓутоа, тоа не мора да значи дека е знак за нечие растење или не растење. Не знам дали некојаш, значи тоа е правило едноставно, се што е живо на земја не може да стои во место, значи мора да расте. Од тоа му зависи всушност обстанокот. Не знам дали некојаш сте саделе нешто, дали сте имали некој искуство со нешто да посадите, знам дека Дејан таму сади на својот имот. Јани, да, јас порано, значи во младоста моја, мислам како дете, која бев повеќе, имавме една бавча таму, пошто куќата ни е во мало, близу реката, Мавровица, Свети Николска река, која што сега не ни тече, ја нема никаде. Ја собира таму во браната и кој знае колку има вода, меѓутоа имаше тогаш и па и немаше летно време, знаеш, ја пресуши и имавме една бавча, па и две едно време со татко ми, знаев да идам да му помагам. Садевме патлиџани, пипер, така тие работи. Фала на Бога имаше и за зимница и така. Не моравме да купуваме и беше напорно за мене како дете тогаш. Значи, летно време ви кажувам, однемуваше вода, па моравме да копаме, да се ископа така поголема дупка за да се навери вода и потоа со канти. Буквално рачно со канти црпевме од водата и носевме да наводнуваме бавчата. И некоја се случуваше да ја однема вода, да не можеш да ја навадиш како што треба, која беше доста жешко и ќе се сетам на тие мигови, не беше баш лесно, меѓутоа ете, така се калев јас. Некој од вас се калел на поинаков начин. И интересно беше, знаете, целиот тој процес како почнува. Значи, од една семка. Па знаете, оние расади кои ќе се направат и кои ќе никне малецко, едно толкацко, и си викаш каде од ово, што ќе настане од ова. Меѓутоа, на крајот ќе набереш кој знае колку килограми патлиџани можеш да набереш или пипер од тој еден корен. Ама за да дојде до тој стадиум, значи тоа мора да расте, мора да се третира, да се одгледува и така натаму. За се е така на оваа наша планета. Христијанинот и тој мора да расте, не може да стои во место. Ајде да отвориме во Матеј 7 глава. Шеснаести и 18 стих. Ќе ги препознаете по нивните плодови, се бере ли грозија од трње или смоква од чичка. Така секое дрво, односно секое добро дрво, раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Многу логично размислување и да, сите ние растеме, ама сега зависи на каков извор се напојуваме, од каде примаме. Видите, овде зборува за добро дрво и за лошо дрво. Жално е да се мисли да ние како христијани кои што сме ја запознале вистината и сме се поврзале со тој вистински извор, да родиме лоши плодови или да родиме, да нашето лозие роди кисело грозие, како што вели таму Исаија, мислам во 5 глава ли беше, како опис на својот народ, на Божиот народ. Кој е изворот? Много е битно кој не е изворот. Јован 15 глава. Поубав приказ може би нема од ова, овде со лозата и прачките. 4 и 5 стих од Јован 15 глава. Останете во мене како јас во вас, како што прачката не може да роди плод само од себе ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене, поврзани со Христа. Само така можеме да растеме, да напредуваме и да родиме со плод. И 5 стих, еден од моите поомилени, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, значи таа конекција која е неопходна, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо.
Не може да биде појасно. Без Христа не можеме да направиме ништо. Без Христа ни толку не може да ја пораснеме. Само поврзани со Него, поврзани со лозата, со тој вистински извор, само така можеме да растеме. Ние не сме, нели, по природа поврзани, накалемени на таа лоза и мора да се случи тоа. Еве сега да го видиме, нели, тој што е се потребно за раст. Во Римјаните 7 глава, што вика Павле? Дека првиот маж треба да умре за жената да се омажи со вториот. Вториот е Исус, знаеме. Значи, ако не умреме за таа наша грешна природа, за гревот, можеме ли да се конектираме со Христа, да се поврзаме со Христа, со вистинскиот извор? Може би проблемот што не растеме е тоа. Може би се уште имаме, а рековме дека имаме проблем со самите себе, со гревот. Тој првиот маж мора да умре. Старата природа мора да умре. Во Римјаните 8 глава, значи веднаш после таа 7 глава, 8 глава, вели првиот стих, во корелација со ова што учитаме во Јован 15 глава, и така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса. Така велеше Јован, во Христа и Христос во нас, тоа е таа тесна врска. Значи нема осудување за оние кои што се поврзани со тој извор, со лозата, и одат не по телото, а по духот. Таквите, значи, се наново родени. Значи. Тие не живеат телесен живот, туку одат по духот, и за тие таквите во 5 стих вели, зашто кои се по телото, мислат за телото, додека оние кои што се по духот, мислат на духот. И некојаш човек се прашува за оние кои што не сакаат во црква да дојдат. Ајде, ке речишете, може би нешто имаат со некого, не знам што. Ама и дома е прашање колку го хранат духот. Како сакаме ние да растеме, а зборуваме за тој духовен раст, ако нас не ни е сладка, не ни интересира духовната храна. Или може би ќе дојме тука да слушнеме некоја песна, или не зашто да се видиме, ама баш тоа главното, речта, не е интересно. Ќе одлутаме некаде со мислите. Значи, оној кој што е од духот, роден од духот, како што нели Исус, односно Никодим доаѓа кај Исуса и Исус му вели, треба наново да се родиш. Ама ја веќе сум, не е тоа раѓање, од небото, од озгора, од Светиот Дух, треба наново да се родиш. И таквиот, како го гледаме Венјамин, мало детенце, колку месеци има? 5 месеци. Нека е жив и здрав. 5 месеци. Значи, мало дете, му треба храна. Трча по млеко, по храна. Таа храна што му е соодветна за таа возраст, пред се. Така и наново родениот христијанин ќе трча по духовна храна, таа е таа која што го одржува, таа е таа која што му одговара. Римјаните 6.4 вели, и така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со Него, со Христа, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Во кој што нов живот, како што вели Павле во Галатјаните 2.20, јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Ете го изворот. Ете ја таа врска. Гледаме каде е изворот. Не, јас не живеам. Христос живее во мене. Еве, спомнавме, значи, мало детенце, бебенце, на почетокот на посебна храна. Значи, во духовна смисла, нормално за етен нов христијанин, нова душа, треба посебно да се третира таква една душа, знаете, не може ти
Не можете да се однесувате кон мало детенце како кон повозрасен човек. А секако е така, јасно ние на сите. И ако не го нахраните на време, не му дадете соодветна храна, не му дадете млекце, ќе почне што? Да плаче. Значи, некојаш кога некој се жали, плаче, гунджа, ова, она, може би не е нахранет како што треба. Може да е и друга причината, меѓутоа ја наведувам една од тие, значи, во текот на мислите кои што ми доаѓаат. Значи, може би не му дават, може би е гладно детето, но тој нановороден христијанин, или не му давате соодветна храна. Може би место млеко му давате потврда храна. Па не може да ја джвака. Може и недоволно, да. Точно. Ајде да отвориме во 1 Петрово 2 глава. Дете може да плаче од различни причини, ама... 1 Петрово 2 глава, од 1 до 3, и така. 1 Петрово 2 глава, од 1 до 3. И така положете ги настрана секоја злоба и секаква измама и лицемерство и зависи секаква клевета. Што е ова, таа стара природа? Оставете се, како новородени деца, копнете по чисто духовно млеко на Словото. Словото. Тоа е млекото. За да пораснете преку него за спасение, да пораснете. Ете како растеме, што ни е потребно? Духовна храна, Словото. Ако сте вкусили дека Господ е добар, јас верувам дека сите ние имавме прилика и вкусивме и се уште вкусуваме колку Господ е добар. И тоа е тоа што не тера, не бутка да одиме кон него. Каде да одиме, учителе, како вели таму Петар кој беше? Кај да одиме? Освен кај тебе. Ти си таа духовна храна. Ти си вистинската храна. Прво послание до Коринќаните 13:11. Кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудував како дете. А кога станав маж, го отстранив детинското. Затоа реков, значи, кон дете треба поинако да се однесувате, кон повозрасен поинако. На детето му треба поинаква храна во однос на возрастниот. И затоа реков, има повеќе причини зашто може би некој не расте. Да, не може некој да се вади само на храната што ја добива во сабота. Може би, пасторот кажува приказки како што е пастор од пред 20 години, па до ден денеска си кажува за Давид и Голијат и така натака, и приказки раскажува. И нема храна за децата кои што веќе пораснале. Им треба малку потврда храна. Може и тоа да е причината, меѓутоа не мора тоа да е. Дома ке седнеш, ти ке проучуваш. Ти ке се храниш. Ако може би, не може да чекаш сега друг само да ти дава. Не си мало бебе, па друг да ти дава. Еве причина исто зашто некои не растат, Евреите 5 глава, 12 до 14. Евреите 5, 12 до 14. Именно според времето требаше да бидете учители. Меѓутоа вам ви е пак потребно да ве учи некој на основните начала на Божите пророчки зборови. И станавте такви што ви е потребно млеко, а не тврда храна. Зашто секој кој се храни со млеко не е искусен во словото на правдата, зашто е младинец. А тврдата храна е за полнолетните кои преку навика ги извежбале сетилата да разликуваат добро и зло. Значи не може ти цело време на млеко. Ке страда организмот, односно во духовна смисла. Ке страда твојот раст. Нема раст. Замисли си сега, сме дошли тука, сме седнале 15-20 души и влегува некој возрасен како мене и со цутла. Јас ке се сетам на едно време, не знам што помадарство беше тоа. Не знам дали тоа беше во Скопје или може би било само во така, во
провинција. Тоа беше 90-91 година, тука негде, значи ја бев средно, трета-четврта година. Беше модерно цусло во уста. Ние трета-четврта година цусла во уста. Се продлаваат сусли по трафиките и цусла во уста. Тоа беше нешто интересно. Ние се чудиме сега на... Ма не беше тоа лижавче, цусла. Штип. Зборам за штип. За шчипјани. Се сеќавам на тој период, значи тоа траеше некој период, беше некој помодарство, не. Чудно, ние се чудиме сега на младината, ама ете, иако тоа е нешто наивно, не е нешто, зашто, ама беше чудно. Меѓутоа, еве, на што би личело? Ние како возрасти со цусла. Забега на работа, да. Една од причините што може би не растеме и тоа. Уште ли со млеко се расправаме? Знаете, ајде да разберам некој да дојде вчерашен, така да кажеме, нели? Иако, пазите, тука да правиме разлика кога збориме вчерашен, млад, стар, збориме во духовна смисла. Значи, може некој да е и 80 годишен, а да е вчерашен. Во духовна смисла. Не треба ние да се занесуваме, јас сум искусен ваката, ти може да си искусен во годините и да знаеш многу работи од животот, да, ама дали во духовна смисла си возрасен, тоа е веќе друго прашање, дали си израснат. И млеко, да, сакав да кажам, и сега да ви дојде некој, и да разбирам да е некој вчерашен и да му е некоја тешка тема да ја свари. Ама некој што е 20 години во црква, па не може да давити на голијат да е уште. Да, малите деца го знаат тоа. Мора да расте. И не само во тој поглед, знаете, ме сваќат. Значи, нормално, храната, изворот е Библијата, Христос е Словото. Тоа ни треба. Тоа не се гледа само во сваќањето на материјата, на доктрината, така натаму, туку целокупно во нашиот живот. Но да одиме понатаму. Ефесијаните 4 глава, 13 до 15. Доека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. Тоа е нашата цел. За да не бидеме веќе деца кои ги луле и ги носи секој ветер на науката, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Значи, видите, опасноста постои дека ако сме се уште деца, а ако не растеме, тогаш можат многу лесно да не заблудат. А заблуди постојат и се повеќе ќе постојат во ова последно време во кое што сме. Па некој ќе ви дојде, ќе рече, земјата е рамна, нели денеска баш имавме полука. Земјата била рамна, па не знам, Светиот Дух не е личност, па не знам, трето, четврто. Секакви глупости ќе се изнаслушате денес. Како што Јани денеска спомна, ја баш ми текнува сега на моментот, ова е во врска со вирусот и случувањето што беа Драган Даниловски, мислам дека се вика, инфектолог, што беше таму. Доста го форсира. Да, бивши министр бил нешто. Така нешто беше. Тој ја кажа таа глупост. Ама после се извинуваше. Ја морав да напишам коментар, толку ме изиритира тоа, дека вирусот се задржувал 3 сата во воздухот. Такво нешто кажа он. Тоа го кажа на една емисија тамо на Канал 5, а веднаш истиот тој ден на Сител телевизија, на Детектор на емисија, баш расправаа за вирусот, се извинуваше по камера, не беше во студио, дека он тоа што го прочитал, таа студија што ја прочитал, не ја разбор како што треба. Оу си викам, виде експертот. Значи и он како мене седи на интернет и чита. А треба да е експерт. Не ја разбрал на таа студија била во лабораториски некои услови правена, не знам што, значи тоа не одговара на реалноста и се извинуваше и рече дека не е тоа така.
А го испоплаши народот, замисли си 3 сата да се задржува тој вирус во воздух, па секаде ќе го има тогаш. Така и во доктрината. Разноразни глупости може да се наслушате. Нешто што тотално нема врска. Денеска нешто ја не спомнуваше од некој од тие работи, да не се задржуваме на тоа. Како можеме да растеме, драги браќи и сестри? Веќе спомнавме, тоа е изворот. Словото, мора да сме над Словото, мора да наоѓаме повеќе време. Тоа е нашата духовна храна, која што и ќе ни дава енергија и сила, и ќе не преобразува, и ќе не штити од заблуди. Второ послание до Тимотеј 3:15. Зашто од детството ги познаваш светите писма, Павле му вели на Тимотеј, кои можат да те направат мудар за спасение преку верата во Христа Исуса. Видите зашто е потребно познавање на писмото, како што и Исус совршено го познал баш во оној 4 дел кој што го обработувам, 4 дел од серијата Библијата или традицијата на Стивен Бор. Станува збор за тоа. Како Исус и надолжина попреку го знаел писмото. И тоа не учел во рабиските школи, туку дома. Homeschooling, што вика тој. Домашно воспитување имал. А го знаел многу подобро од нив и тоа на 12 години. Знаете што им направил таму Дар Мар во храмот на 12 годишна возраст. Патем која сме веќе кај Стивен Бор, кај таа серија, имам намера да одредам некој период, некој ден, кога ќе ги пуштам преку интернет тие видеа, ќе видиме кој ден, ќе видиме кој час. Значи ќе почнам од првото и така, може би оние премиерно може да ги пуштам и во црква, ќе видиме за тоа понатаму. И ако сакам да ја средам цела таа серија, затоа што наистина е добра. Чи Словото е тоа кој што ќе не направи мудри за спасение. Римјаните 10:17, многу добро познат стих ни е дека верата доаѓа исто така од слушањето, од читањето, од студирањето на Словото. Верата ја градиме, која што толку ни е многу потребна. 1 Тимотејево 4:16. Внимавај на себе си и на учењето, истрај во тоа, зашто правејќи го ова, ќе се спасиш и себе си и оние кои што те слушаат. Колко е корисно, значи, Словото. Не само за тебе, туку и за тие кои што те слушаат, ако правилно го проповедаш Словото на вистината. Тоа беше мојот крстенички стих. Денеска ја не го спомна неговиот. Евреите 10:25, ще малку привршуваме. Да не ги напуштаме своите собранија како што некои имаат обичај, туку да се бодриме еден друг. И тоа дотолку повеќе доколку гледаме, односно гледате дека наближува денот. Зошто да ги напуштаме? Спомнав, немањето желба да се дојде во сабота на црква, па еден ден во неделата е. Да се слушне нешто ново, да се слушне Божјето Слово. Значи, тоа е немање на апетит за духовна храна. Како да го сватам поинако, не знам. Имаше една мудрост, вика, луѓето не доаѓаат во црква не заради тоа што живеат далеко од црквата, туку што затоа што се далеко од Бога. И пак ќе кажам, тоа е само едно место, кај што имате свежо слово секоја сабота, меѓутоа секако дека секој треба дома да проучува. Словото е најважното. Исус, таа лоза, таа врска со Него. Евреите 13:16. Еве како се расте. А не заборавајте ги добротворството и делењето со другите, зашто со такви жртви му се угодува на Бога. Она што ние ќе го примеме, не можеме да го сочуваме за себе, треба да го споделиме со другите. И на крајот и молитвата исто така. Проучување на Словото. Молитва, нормално самото проучување на Словото треба да оди со молитва, за да Духот Свети не води низ тоа. Проучување, за да растеме, на тој начин ни треба, значи, Словото, проучување на Словото, споделување на тоа Слово со другите и молитвата. И кога ќе видите, тоа
тој прв дел од светињата, каде што сме зборувале на времето, си оние 3 елементи: лебот, 12 лева, словото, каделниот олтар, молитвата и светилникот, да светлиме, да ја споделуваме светлината. Така растеме, и така можеме, растејќи, да стигнеме и да влеземе заедно со Христа во светињата на светињите, каде што и тој се наоѓа. Јас пак ќе кажам, не е мое, нити пак треба да имам работа со вас, да си имам работа со вас и вашите животи. Библијата не учи дека токму во ова време во кое што живееме, ние секој од нас сам себе треба да се испитува и да види до каде е. Во однос на пред 20 години и денес, до каде стигнал, дали расте, или ако не расте, не може да стагнира, рековме. Значи, занемарување, се тргнува таму, неверие, проблем, опасност од нерастење, затоа што тоа значи умирање, и понатаму ќе следат уште неколку чекори до отфрлање на Бога. И ќе се вратите наназад со тие чекори, доаѓате назад се враќате до живот, до прифаќање на Бога. Дека Господ ни помогне во нашиот раст, духовниот раст, не само нам, туку преку нас, како што видовме, да им помогне и на мнози на други кои што можат да дојдат до спознание на вистината и да се поврзат со вистинскиот извор кој што може да се расте. Нека му е слава на Бога. Амин. Господи Боже наш, Ти благодариме за овој свет саботен ден, што е веќе одминува, што ќе навлеземе во нова седмица, која што е полна со предизвици и неизвестност, и како што доаѓаат деновите, си ни кажал дека ќе доаѓаат многу такви денови, непредвидливи работи ќе се случуваат, како што е, мораме да бидеме реални, да кажеме дека бевме изненадени со целата оваа ситуација, која што траеше и уште трае, и затоа ни е потребна тесна заедница со Тебе, затоа ни е потребно да растеме секој ден, потребно ни е Твоето Слово, потребно ни е повеќе време со Тебе, за да црпиме енергија од Него и од Тебе, Господи, и да ни расте верата која што толку многу ни е потребна за сето она што доаѓа. Те молиме, Господи, во оваа прилика не само за нас и за нашиот духовен раст, туку Те молиме и за целиот свет, посебно оние кои што имаат проблем, кои што се зафатени со вирусот, имаат здравствени проблеми и се во тешка ситуација. Избави ги, Господи, направи чудо за да Те познаат, за да Те прифатат, за да дојдат кај Тебе, а нас, Господи, искористине со сите наши способности и знаење кои што се пак Твои, како дар од Тебе, да можеме да стигнеме до некоја душа, да споделиме оваа храна и ова спознание и знаење што го имаме со останатите. Ти благодариме за Твоето водство во овој свет саботен ден и водење понатаму во нашите животи во оваа седмица која што ни престои. За се Ти благодариме во Христово име. Амин.